Со оваа активност денес, Домот за деца и млади го продолжува одбележувањето на Детската недела, кое што започна на 3 октомври и секоја година се одбележува првата полна седмица од месецот. Домот за деца и млади, одбележувањето на Детската недела го започна со цртење на асфалт во соработка со основните училишта, а го продолжи со приемот на првочињата. Меѓутоа, денес тоа одбележување го продолжуваме точно со оваа изложба која што ја отвараме. Изложбата ја сочинуваат ликовни творби кои што беа доставени до нас како институција од страна на основните училишта, меѓутоа по објавен или распишан конкурс од Домот за деца и млади. Конкурсот се однесуваше не само на ликовни творби, него и на литературни творби. Со тоа што мотото на кое што оваа година и децата цртаа и пишуваа беше и децата се прашуваат. Колку тие одговорија на она што бараше ова мото, ќе може сами да се уверите од цртежите кои што се поставени тука во холот на Домот на Арама. Меѓутоа, дел од овие ликовни творби се наградени. Исто така и дел од литературните творби кои што пристигнаа во Домот за деца и млади се наградени. А за тоа кој одлучуваше кои творби ќе бидат наградени, би сакала само да појаснам за оние кои што ја следат работата на Домот за деца и млади. Секогаш се работи за соодветни кадри кои што се разбираат од областа на која што се однесуваат творбите. Во делот на литературните творби одлучуваат двајца професори по македонски јазик, а додека во делот на ликовните творби одлучуваше наставник по ликовно и долгогодишен работник во областа на културата. Така да дел од децата ќе бидат наградени, а дел не. Меѓутоа тоа не значи дека децата не треба и понатаму да творат. За тежината и суштината на она како одговорија децата, ќе видиме во дел од наградените творби кои што ќе бидат во потоа, после отворањето на оваа изложба, доделени наградите на самата манифестација од страна на нас како институција. Меѓутоа, тоа не значи дека оние останати творби кои што пристигнаа до нас и оние литературни и ликовни не го заслужуваат целосното внимание на нас и на публиката која што доаѓа и редовно ги прати нашите настани. Се надевам дека и овој пат на соодветен начин ја одбележавме Детската недела, онака како што заслужуваат децата, бидејќи децата се нашата иднина. Се надевам дека и во понатамошните години кои доаѓаат ќе продолжи соработката со нас како институција и основните училишта, поточно децата, кои што се суштина на одбележувањето на оваа Детска недела.